Однос родители-тинејџери. Релација која што пред се треба да биде заснувана на почит, на поддршка и на разбирање. Како да го постигнеме тоа, како да создадеме здраво дете и што значи тоа? И од медицинска страна, но од друга страна и од пракса. Разговараме денеска со доктор Камелија Симеонова. Таа е докторка специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Добро утро. Добро утро, Јована, благодарам на поканата. Поздрав да сите гледачи на Македонска телевизија. Една тема која што и тоа како ни е потребна на сите родители, се надевам дека денеска ќе задржиме внимание и ќе започнам со тоа дека еве вие како психијатар од праксата пред се, како би опишале таа здрава релација родител-дете? Како изгледа таа? Најпрво морам да ја поздравам темата и морам да кажам дека е нешто за кое што многу родители се прашуваат и просто се наоѓаат затекнати во тој процес со дете-адолесцент. И она кое што можам да го кажам како здрава релација, најчесто на родителите тоа им наликува пријателска релација, каде што родителот и детето се другари. Меѓутоа, во суштина, да се биде другар со вашето дете, значи дека сте врсник, значи дека нема авторитет, нема граници, нема правила, можеме да си кажеме се, да правиме се. Така што баш дефиницијата да се биде другар со адолесцентот можеби не е најсоодветна. Она кое што топло им го препорачувам на родителите, она што би се рекло совршен однос со адолесцентот, е да генерирате поддржувачка средина, да поставите граници и правила и она кое што многу често се затекнати за жал родителите, тоа е критиката. Адолесцентите се јако сензитивни на таа критика. За таа засебно ќе зборуваме. Зошто е важно оваа релација да се заснува пред се на почит? Почита меѓусебно да стои како број 1, број 2 поддршката, исто меѓусебно да постои, затоа што и родителот има живот, така? Така. И довербата. Довербата тука би сакала, да, ја ставаме како број 3, но сакам некако и на пијадесталот сепак да ја извлечеме, поради тоа што во целиот процес на растање се многу предизвици. Да, и многу е баш тоа, да речем, специфично што го напоменавте, Јована, заради тоа што, знаете, адолесцентите лесно ја губат довербата. И ќе кажете како ние правиме се за нив, а они толку лесно ја губат довербата. Бидејќи знаете како адолесцентот ако почне да ви се доверува и ви каже нешто што вас не ви се допаѓа, обично во тој процес родителите инстинктивно реагираат бурно и во некоја непосредна средина они знаат да го префилат тоа. Например, детето кажало дека испило повеќе алкохол и у некоја непосредна ситуација после 2 недели мајката вика: "Да, сега ќе одиш ќе се пијанчиш со другарите." И тука они се ломат. Тука е, да речем, оној момент каде што адолесцентот веќе не го чувствува, не го чувствува веќе родителот безбеден. Довербата е прекршена, бидејќи ако адолесцентот ви каже нешто во доверба, без разлика дали ви се допаѓа или не, ако вие дадете бурна реакција, единствената лекција која што го учите адолесцентот е дека веќе треба да почне да ве лаже и да крие од вас. И тука довербата се нарушува комплетно. Така е. Веќе довербата не постои. Што е со меѓусебната поддршка? Што е со тоа дека и ние родителите имаме живот? И ние родителите ни е дозволено пред се да поминуваме време за себе, но имаме потреба од тоа. Адолесцентот баш многу дека го сака присуството на родителите да не се лажеме, не е баш така. Адолесцентот е многу интересно, знаете, таа психодинамика, како се развиваат децата, она моќта на човечкото битие, дека они најпрво имаат една јака умреженост со родителите, и тоа е она предшколско дете, да речам, нели, па и она рани школски денови. И постепено таа, да речам, таа катекција, таа врска, таа јака спрега што има, почнува да се наклонува кон врсниците. И тука кај родителите несвесно се јавува една криза. Го губам детето. Детето повеќе не ме идеализира мене. Бидејќи знаете како и адолесценцијата е малку поттик на прашања колку моите родители навистина се совршени, бидејќи до таа возраст децата навистина какви и да сме не гледаат како совршени. Во нивните очи ние сме најубави, најмудри, најпаметни, најбогати, најспособни, све сме Меѓутоа, адолесценцијата е момент кога они веќе почнуваат да се споредуваат со врсниците, идеализацијата постепено се губи. И тогаш ги наоѓаат оние први замерки, мајката на другарката дозволува тоа и тоа, таа е подобра мајка. Така е. Да, ти си мајка со премногу граници и така натаму. Сега тука како треба да реагира мајката, која што во првиот момент чувствува дека ја загубила почита од детето, која што ја уживала претходно.
Да, и знаете како мајката најпрво она реагира инстинктивно. Она природно што доаѓа. Мене кога ме критикуваш, па ја ќе те критикам, па и ти не си како тој што доби прво место на кенгур. Знаете како и обично тука више почнува ривалство. Demon dialogue, да, ривалство. Да. И во тие моменти е исклучително важно да родителот препознае дека ова е таа адолесцентна бура, дека ова е типично адолесцентно однесување, бидејќи знаете како родителите навистина се во шок што е очекувано, што е неочекувано, односно што е развојно, што е криза, што е оно кое што е алармантно. И факт е дека 1 од 5 адолесценти развива нарушување на менталното здравје и дека 1 од 5 адолесценти глобално зборуваме во ниските земји многу повеќе да знаете, дека оние навистина имаат и психолошки потешкоти. И сега она на кое што нели ги советуваме родителите да препознат нели дали ова толку драматично, дали ескалира, дали има екстернализирачки образец, дали има екстремно интернализирање, дали детето се повлекува во тој негов свет. И тука е баш онака трики да се препознае што на вистина децата е овообичаено, што не е. И бунтот, јас навистина ги охрабрувам родителите дека една развојна фаза. Знаете како има многу писатели, многу филозофи, многу психијатри ја дефинираат адолесценцијата и она кое што баш Жан-Жак Русо го кажал, човекот има две раѓања. Првото е кога неговото битие започнува да постои, а второто кога животот негов започнува. И оној момент со животот е всушност адолесценцијата. Тука детето почнува да се спознава себе. А родителот почнува да го губи моментот дека го има своето мало дете кое што е секогаш тука за него. А ние забораваме да се вратиме во наше време. Да, и родителите забораваме. Да, многу е чисто така во мала возраст на децата велат леле уморен сум, нонстоп ме бара, а после имате родители на адолесценти кои што викаат баш му е гајле што правам. Леле, сега од оваа перспектива не знам што е подобро, не знам зашто повеќе имаме потреба, веројатно во развојот на децата различно. Сакам само да подвлечеме со две линии дека не е срамота и дека треба и дека е убаво и е здраво да се консултирате со лице кое што го работи тоа, кој што точно знае да ви ја даде вистински, можеби некогаш вистинскиот збор е доволен само за да се знаеме во кој правец одиме. Кога, значи какви психолошки промени минуваат тинејџерите? Сега, психолошки промени во развојот кои што се нормални и очекувани во контекст на тоа кога велите дека се очекува и нормално е тинејџерот да бунтува. Кои се тие психолошки кои што се нормални? Таа е таа хормонална флуктуација која што се случува и она кое што модерните родители се навистина да се сегнати е моментот што они го споредуваат својот пубертет. И тој пубертет почнувал доста подоцна. Сега, да речам, официјално пубертетот започнува на 11 години кај девојчињата, што порано било 3-14 години. Менструалниот циклус некогаш се добива пред 11 година. Односно, оној препубертет веќе почнува од 8-та година, што е шокантно. Знаете како? Да. Шокантно е, до 3 години ние се бориме со памперс, од 8 години веќе се бориме со една друга фаза. И уште една работа, модерните мајки, за разлика од мајките порано, раѓаат доста подоцна. И имате да речам, еден компарацијски модел. Имате мајка преклимактерична или климактерична и дете адолесцент. И имате две развојни кризи кои што се екстремни, кои што хормонски се тоа страшни флуктуации. И сега прашањето е кој попрво? Тука да, имаме многу мажи во студиото, тука ќе речат веднаш татковците. Ние си знаеме. Да, и така е, да, бидејќи факт е дека жената има баш квалитетни осцилации во текот на, да речам, на месецот, а мажот има едно стабилно ниво на тестостерон кое што не флуктуира од понеделник до петок. И можеби и за тоа нели ние сме биолошки толку различни со мажите. И оној момент кој што, да речам, во контекст нели на децата адолесценти е што и мајката е раздразлива и адолесцентот е раздразлив. И многу е тешко кога две категории се раздразливи дома да се направи еден баланс. Добро, сега докторке, како родителите да препознаат дека конкретно дека е здрава фаза, дека е фаза која што треба да помине, која што е нормална и наспроти тоа фаза во која што треба помош? Кога тоа ескалира? Јас знаете како им кажувам на родителите. Адолесценцијата не смее да доживуваат родителите лично.
Што тоа значи? Ако детето ве отфрла, ако детето го отфрла авторитетот на професорите, тоа не значи дека тоа дете за секогаш ќе биде отфрлачки и секогаш ќе биде опозиционално. Тоа е една криза каде што он се преиспитува, он го гради сопствениот идентитет. Зашто во раниот развој на детето има јака интроекција. Во својата личност ги градува елементите на мајката и таткото. И како расте, како почнува таа адолесценција, тоа дете се прашува дали всушност тоа што он го запишател во својот идентитет е нешто што на него му се допаѓа. И тука почнува моментот каде што оно веќе почнува и многу интересно, ако за еден родител било јако блиско, дури може и парадоксално за овој родител да почне да го отфрла, да сваќа дека нели тоа баш однесување не било толку идеално и совршено, дека за неговата личност не одговара, бидејќи знаете како, родителите имаат едно чувство дека децата се нивно продолжение. Децата се нови битија, не се нивно продолжение. И секој еден избор на детето не значи вашниот успех, бидејќи родителите навистина, бидејќи знаете како, родителството е директно поврзано дека од мене излегува живот. Значи јас сум одговорна за овој живот. И особено мајките многу чувствително реагираат, значи јас имам нешто сгрешено за тоа дете во вака се однесува. Да нема чувство на вина. Адолесценцијата е бура, адолесценцијата е криза и носи низа на флуктуации во расположението на дисфорија кај децата, еден екстернализирачки образец, па баш ми е гајле. Не дека на тоа дете му е гајле, меѓутоа она пробува да изгради еден негов свет, еден негов идентитет. А родителите просто зашто не се нели довикнати до тој, да речам, до тие години на нивното дете, да они се максимално супортивни, поддржувачки, па до некој начин и контролирачки, и сега нив таа контрола не им се допаѓа. И сега најчестите грешки кои што ги прават родителите. Јас на твои години, Боже Господе, вака да сум ми направил на мајка ми. И имате адолесцент кој што по дефолт е 10% поневозен. Знаете како? Прво, ние сме живееле во различно време. И многу е неблагодарно на нашите деца да им кажеме дека во наше време не било така. Или јас се сеќавам, нас ни кажа кога бевме матуранти, ќе славиме во Континентал. Ние разочарани како ќе славиме во Континентал, тој е хотел пред толку години. И дома, значи, родителите, леле супер и ние славевме таму. Па тоа не е добро и вие дека сте славеле таму. Знаете како адолесцентите сакаат различно. И се сеќавам дека буквално бевме 35 деца во класа, дека баш сите бевме разочарани дека родителите ни славеле таму и на толку се модерни ресторани нас не ставаат таму. И знаете и преубаво си поминавме во Континентал и баш беше убаво искуство. На просторот, меѓутоа сакам да кажам дека првично идејата на адолесцентот му е дека оно не сака реплика на родителите, оно живеело реплика долги години. Сега сака себе си да се види, идентитетот свој. Сака да изгради ново време, веројатно сака да постави некои нови стандарди. Така е. Сега како при тоа, во целиот тој процес се гради таа доверба помеѓу родителите и детето? Без критика. Бидејќи знаете како тоа ми се случува мене у пракса кога работам со адолесценти. Знаете колку пати ми се случило да адолесцент ми каже работи кои што навистина за мој вкус е претерани и јас останувам иста. Бидејќи јас ако направам гримаса дека тоа не ми се допаѓа, тој адолесцент никогаш нема се врати кај мене на терапија. Довербата се нарушува. Нема да ми верува повеќе, ќе каже што сега и кажам она мене да му осудува. А родителите него не дослушуваат адолесцентот и веднаш даваат свое мислење на работите. И тоа е оној момент дека они така се навикнати, они така го воспитувале детето. Меѓутоа ова дете веќе е веќе во контекст на возрастна индивидуа. И веќе ние знаете како е тргнати на колешка на работа, он уште не ви докажала, вие да почнете да кажувате што мислите, еднаш два пати ќе ви кажете и тепа ќе се рече па што ме да ти кажам, ти мене не ме слушаш, ти кажуваш што мислиш. И тука е моментот дека со нив треба малку да имаме еден печаток дека како со млад голем разговараме. И кога би ги поставиле така работите, адолесцентот би бил доста отворен кон нас. Дали на тој начин се постигнува почита во двете насоки? Да, и тоа е клучот. Тоа е клучот. Родител кој што знае да слуша и кој што не осудува, бидејќи знаете како, кога ќе ви каже нешто, фала Богу, нема родител што ќе се израдува кога детето му каже дека излегло со другарите и испило алкохол. Прво, кој родител сака детето да му пие алкохол, да се разбереме, нема таков. Меѓутоа, ако и знаете што се случува, и родителот ќе каже и кога ти ќе бидеш 50 години, што ќе биде со твојот црн дроб, што ќе биде? И сега, она кое што секогаш ги советувам родителите на адолесцентите, не им давајте не ги плашите со нешто што ќе биде за 40 години, знаете колку е тоа далеку за нив? Значи,
сега младите многу следат социјални мрежи, сакаат да бидат атрактивни, сакаат да вежбат. Гледате нашите млади колку веќе вежбат, што е стварно за поздрав. Добро, што е супер. И може родителите да искористат во овој контекст. Знаеш, ако пиеш многу алкохол, веќе нема да бидеш толку добар на фудбал. Веќе нема да можеш да играш така добра кошарка. Знаеш како, ќе изгубиш таа убава силуета која што ја имаш сега. И да им даваме нешто кое што им од сегашното сочување, зашто верувајте на адолесцент, ако му зборувате за 20, за 30 години од сега, тоа прво толку е абстрактно, толку е далечно, што губи секаква поента. Средината училиштето, другарите. Клучно. Така е. Сега, тука што прашувам. Прво прашувам за другарите, другарките како и да. Можеби нам, родителите, нема да ни се допаѓа изборот на другари. Другарки. Тука да не ја изгубиме довербата како? Како да дадеме поддршка на обкружувањето кое што избор во моментот не значи дека е долгорочен, туку во моментот е избор. Јас ќе дадам еден пластичен пример, бидејќи децата не ми се адолесценти, ми се доста помлади, што најчесто го слушам на терапија, а тоа е, знаете како, она почнала да се дружи со незе, таа е ќерка на разведени родители, незините не знам што прават, Господ знае со што работат. И тоа се некои информации кои што, знаете како? Детето ги слуша. Ги слуша. И обично адолесцентот им пререкува што има врска, она е супер демек другарка, тоа е супер девојче. Ма како може да биде супер девојче со такви родители, тоа Господ знае, и повторно почнува таа агонија. И добро со кого да се дружам? Прашува адолесцентот. И обично родителите тука викаат, па толку не можеш со таа што доби, таа што е најодлична на училиште. Или со таа другата. И она ќе каже, па не, они не сака да се дружат со мене. И тоа е круг кој што не завршува. И тука ако не ги пресечеш, они продолжуваат да се караат, продолжуваат да како да кажам, еден катастрофирачки образец добива тој диалог. И тука навистина топло ги советувам родителите дека прво не е фер, не на никој начин во ред да ние коментираме какви се родителите на некој дете или детето да биде отфрлено на сметка ако има некакви родители. Тоа е таа обштествена стигма во која што живееме сите. Заради тоа што верувајте дека тие стигми се страшно нешто за младите и знаете како они сакаат да креираат нов свет и они навистина младите имаат многу помалку предрасуди, а тоа е зашто светот има многу поотворен од нас. Ваше лично искуство секојдневните комуникации, што е она што им недостасува на тинеџерите, на адолесцентите? Верувам дека ова е друга генерација која што има достапност до буквално се. Но што им недостасува? Она што најмногу, зборам, на нив им недостасува и што се правени студии за тоа е добра комуникација со родителите. Дури има едно истражување кај што вели дека 70% од адолесцентите се чувствуваат дека не се доволно разбрани. А тоа е токму поради овој начин на размислување. Во мое време не беше вака. Зошто сега правиш вака? Адолесцентот сака да биде родителот блиску до него и тоа е лага. И баш се правени многу интересни во Јапонија истражувања каде што најголем дел од адолесцентите, знаете што велат? Родителите, кога ќе се вратиме, ние се нонстоп на телефон и баш име гајле за нас. А на родителот кој ќе го прашате дали е тоа така, он ќе каже, не, јас сум цел ден дома, што ако го земам телефонот. Само што го земав телефонот, дојде дете. И она кое што тупло ги охрабрам родителите дека од 10 минути до половина час квалитетно време со адолесцентот, тоа значи да го прашате како е. Не да го прашате што доби математика, да не го прашувате прашања што се конкретни, што се математички, што се логички, него емоционални прашања. Дали некој можеби на училиште те повредува? Дали можеби некој кажува нешто што тебе баш и не ти е вкусно? Знаете како да ги прашате за нивните емоции, да може адолесцентот да ви се отвори и да почувствува дека вие како родител сте заинтересирани. Зашто најчесто кога детето ќе добие лоша оценка, прво родител ќе праша, а сите добија на тоите слаби оценки и сега детето ќе каже, па не, искрено јас уште 5 души. Аха, значи си подвалил. А пример, ако ви кажа 20 деца, и тука децата учат да бидат, да речем, јас строго го судувам зборот манипулација, меѓутоа родителите често го користат у пракса, ме манипулира, не ме манипулира, оно го осознава светот, ги учи границите и правилата, и оно знае дека ако ви каже дека само оно има двојка, дека дома лошо ќе се помине, и оно свесно ве лаже. И учи она да, уствари да, како да кажам, вештини кои што се неквалитетни за живот и за самото дете. Доктор, ќе го завршиме разговорот со тоа, верувам ќе се согласите дека ние сме рол моделите и дека
ние ги поставуваме правилата и начините на однесување и справување со предизвиците во контекст на тоа дека како општество се уште сме во некоја стигма и во осуда на одредени работи, треба малку тој дел да се тргне за да може да создадеме ни здрави генерации по нас. Апсолутно се согласувам и знаете како, ако сакаме да имаме адолесцент кој што не сака и не почитува, мора да бидеме отворени, мора да бидеме поддржувачки, мора да бидеме неосудувачки кон нашиот адолесцент и да разбереме дека тоа е на индивидуа која што е нова, кригана, а не е наше продолжение. Благодарам, докторке. Благодарам што ми бевте денеска гостинка. Доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија.